Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство, за практично родителство, 0+ месеци на телевизија Телма. Родителите имаат многу прашања поврзани со развојот и здравието на бебето. Најчестите се однесуваат на исхраната на доенчето, потоа негата и хигиената, акутните респираторни инфекции, но и стимулацијата на развојот. Најчестите родителски дилеми денеска ќе ни ги разјаснат професор доктор Татјана Јаховска, педијатар, и магистар доктор Ангелчо Андоновски, исто така педијатар. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодариме на поканата. Во петокот беше промовиран педијатрискиот прирачник за првите 6 години. Наменет е всушност за родители, едно едукативно четиво. Инаку има автори се 4 специјалци во областа на детското здравје и педијатријата. Станува збор за доктор Ангел Чандоновски, професор Татјана Јаховска, Ана Поповска и Силвана Филипова. Зошто се одлучивте да се концентрирате на првите 6 години од развојот на детето? Се концентриравме затоа што се најбитни. Вие знаете, нели, како викаат, до првите 5-6 години тогаш се оформува детето, тогаш сите траги остануваат, значи виднаш после раѓањето е многу важно и образовниот процес, нели, и растот, и развојот, исхраната, сите состојби кои што се делуваме ние како околина и како родители, сето тоа има одраз врз детското здравје. Затоа и решивме дека тој период е многу вулнерабилен и остава, нели, одраз за понатамошното нивно живење, раст, развој, однесување и така натаму, така да ние се решивме дека овие се најважните години и ги обработивме најважните проблеми спрема нас, значи на сите состојби кои што сметавме дека се важни и проблематични за родителите. Така да тоа беше нашата цел. Како се оформи тимот кој што работеше на оваа книга? Како се собравте, бидејќи има тука педијатри, потоа логопед, дефектолог? Ајде вака да кажам, идејата, зародишот на самата идеја беше малку поодамна, кога како прв човек на една детска болница се сретнав со сите проблеми кои што навистина им беа потребни да се објаснат на родителите првично. Да, родителите доаѓаат кај нас и бараа помош, нели, тогаш за своите деца. Буквално требаше да им се укаже прва помош. Она што родителите треба да го разберат од нас беше дека ние само лекуваме. Не, еве така да тимот кога се оформуваше, ние сакаме и тие да бидеме први кои што ќе им објасниме на родителите, кои што ќе бидеме нивната прва помош, а овој прирачник ќе им биде навистина како една торбичка во која што се наоѓа она што е најпотребно да го препознаат проблемот, па тогаш да се јават кај нас. Тимот нормално дека макотрпно се ја сработа својата работа, за да баш буквално, како што кажа и професорката, ги лоцираме вистинските потреби, вистинските проблеми кои што се јавуваат од 0 до 6 години. Така, денеска ќе можат гледачите да се вклучат во емисијата со нивни прашања на телефонскиот број 3076-677, а двајца од нив и ќе го добијат овој педијатриски прирачник, кој што воедно ќе има и официјална промоција во петок. Да, во петок е официјалната промоција која што ќе се случи во Порта Македонија. Секако дека ние се одлучивме да веќе поради неопходноста педијатрискиот прирачник веќе е присутен во книжарите на 3 се јави како едитор и оној кој што го испечати ова, да кажам, битно и есенцијално битно списание, односно прирачник за родителите. Исхраната е опфатена, професорке, во книгата, па еве сега ќе го започнеме денешниот разговор токму со исхраната на бебето, на доенчето. Првото млеко што го добива доенчето од својата мајка веднаш после раѓањето е колострумот. Кој е бенефитот од него? Како изгледа колострумот? Видете, многу е важна едукацијата за доењето, бидејќи тоа е најважната храна и многу е интересно, значи се уште се зачудувам на човечкиот организам, како, значи, се останува бремена, како и се одржува бебето, па како тоа се адаптира кога ќе се породи. Тоа се навистина едни за нас физиолошки процеси кои што, нели, сите сме ги доживеале ние, меѓутоа тоа е многу интересни процеси се случуваат. Исто така се случува и со доењето. Значи веднаш после раѓањето практички бебето треба да се допре до градите на мајката, да се направи стимулус, да се направи онаа топлина, онаа емоционална топлина и
зрелост едноставно контакт. на контактот на бебето со мајката. Значи, градите практички ја создаваат храната, односно го создаваат млекото. Првото млеко е наречено колострум. Се е наречено различно од понатамошното зрело мајчино млеко, затоа што навистина е различно. Тоа е мало во количина. Значи, немаме некоја голема количина, тоа може да бидат капка, 2, 3, максимум 10 милилитри. Меѓутоа, тоа е со жолтеникава боја. Така? Воопшто не наликува на млеко, тоа е погусто, светка, така е. И тоа, значи, содржи многу протеини, меѓутоа помалку масти, содржи тука имуноглобулини, значи секреторен IgA, значи други лизозими, многу антитела, значи тоа веднаш ги има имунолошки ефект. Имунолошки ефект. Значи, читајќи се повеќе за мајчиното млеко, дури во последниве податоци пишуваат дека дури различно се стимулира и се прави и за женското дете, дури за машкото дете. Па е различно, значи додека во почетокот се дои, повеќе има протеини, крајот на доењето завршува со повеќе масти. И тогаш детето е заситено, нели, кога се трга само од градата и нема потреба понатака, нели, да се трудиме да го доиме, значи самото бебе си кажува кога е доволно и едноставно тука немаме на претилост, што викаме обезитас, нели, немаме гојазност кај бебињата кои што се на природно доење. Тој колострум, значи, се ствара во првите 2-3 дена и понатаму веќе созрева во едно постепено. Значи, до крајот на првиот месец се ствара зрело млеко, кое што веќе почнува да има малку помалку албумини, меѓутоа тие албумини се многу специјални, тука имаме повеќе сурутка од казеин, значи составот на млекото е од казеин се вика тоа, значи и сурутка, каде што повеќе има сурутка него казеин. Додека во кравиото млеко, затоа што нели имаме родители кои што нели веднаш дават кравио млеко и не ми е малку јасно што се случува, значи составот на мајчиното млеко со кравиото млеко воопшто не е ист. Значи, тоа е многу диаметрално различен. Она што е повеќе во мајчиното млеко, таму е помалку и обратно. Така да во кравиото... Доктор, некои го разредуваат. Билат разредено значи, кравио млеко? мора да се разреди, затоа што кравиото млеко е со голема осмоларност, со голема концентрација на балковини, кои што не се од овој тип како што се во мајчиното млеко. Тие се бета, значи, лакталбумини, додека кај мајката се лакталбумини алфа, сосема различни во својата содржина, сосема различни во содржината на аминокиселините кои што ги има. Значи, кај кравиото млеко се заситени, во нашите, нели, мајчиното млеко е незаситени. Вие гледате дека и во новите формули овие адаптирани се ставаат незаситени. Значи, нели, ние си ги читаме тие што сме си по исхраната, тие разлики. Така да, значи, таа има голема осмоларност. Што значи тоа? Значи, многу голема концентрираност има на кравиото млеко. Многу е јако, да речеме по нашки, кое што може, ако не се разреди, да ги оштети бубрезите. Така, дури разредено кравио млеко во првата година може да направи проблем? Не, затоа го разредуваме. Значи, затоа се разредува и кога се почнува, значи во тој нели помалиот период, но и кога се помали, можеме двотретинско, значи 2/3 вода, 1/3 млеко, па после се оди на пола-пола, кога малку ќе созреат бубреџињата, значи да може тоа да го преработи. На која возраст се воведува кравио млеко? Значи, званично на година дена. Значи официјалната препорака е после првиот роден ден. Да, после првиот роден ден, па дури нели имаме сега и адаптирани млека тројка, кои што одат и до втората и третата година. Значи, што подоцна толку подобро. Подобро, точно, затоа што тоа едноставно не е адекватното млеко. Истото станува збор за козјото млеко. Некои сега најблизок состав до мајчиното млеко. Значи не е точно, козјото млеко уште е поконцентрирано. Значи затоа сакам да речам, значи се прават адаптирани формули, сега нели може никој мајката да нема доволно млеко. Значи мене ми се случило тоа, значи се трудиш доење така натаму со стимулации, со пумпи, со сите работи, нели
со расположение, да нема стрес, нели, со стимулација, да ги држиш на града, нели, децата. Колку повеќе се држат бабињата на града, тоа повеќе се стимулира, затоа што така реагира уската со окситоцинот. Потрошувачка. Така е. Меѓутоа, кога навистина не може, нели, секако постојат и такви состојби, ситуации, или пак кога некој не смее, нели, ради примање на лекови или некоја одредена болест, најдобро е адаптираното млеко. Значи, кој што сега во новите, нели, овие фармацевтски куќи се трудат на вистина да го приближат. Не може да се приближи, меѓутоа сепак односот на тие протеини веќе го менуваат, па ги прават значи како протеините од кравјото млеко кога се работат во желудникот, тие паѓаат како камчиња, така се така грубо да го кажам. Значи и затоа им е тешко на бебињата, меѓутоа мајчиното е како пахулици. Има разлика. И затоа, на пример, нели додавам некој има млеко мајчино, па потоа треба и адаптирана формула, да речеме, или кравјо, ако го разредуват, меѓутоа најдобро би било да тој оброк што е со доење биде само со доење, па следниот да биде со адаптирана формула, за да не се изгуби или рефлексот на цицање, спојувајќи ги двете млека, например, едно после друго, прво и не знаеме колку сме дале, како сме дале, нели колку iscicало и така натаму, и се меша нивниот состав и сега едниве лесно се вара, другото тешко и се прави тегоба во стомачето, па има блјуцкање, па има нели повраќање и така натаму. Така да, значи, адаптираната формула навистина сега има пребиотици, пробиотици, витамини, железо имат. Практички во мајчиното млеко нема железо и нема витамин Д. Затоа и превенцијата почнува со витамин Д. Се јавува физиолошка всушност анемија кај бебето, ако не се лажам, на кај третиот месец велат здраво бебе, има анемија. Значи тоа е се физиолошки затоа што бебињата до 2,5-3 месеци преку папчената врпца ги примиле и железото и антителата од мајката, значи витамините, сето тоа. Меѓутоа тие умираат на кај 2,5 месеци, значи паѓа. Во тој момент се уште не се створени доволно еритроцити, значи во кај бебето, самостојните. И тука има, значи почнува, тука е дупката уствари, гапот, каде што практички унимаат една физиолошка, така наречена физиолошка анемија, која што е очекувана. Значи на 2,5-3 месеци, додека овие паѓаат, а овие се создаваат. Така да тука имаме нели таква анемија, која што тогаш можеме и некој препарат да се дава, затоа што е многу важно. Зошто е важно железото? Зошто инсистираме на таа анемија, нели некои родители па сега све тоа. Затоа што нема кислород во мозочето, затоа што значи хемоглобинот носи кислород, хипокси можеме, ние не знаеме што сето тоа значи за мозочето, што значи сето тоа за организмот. Да, значи можеме ние се да му даеме на дете во ќе порасне секако, се слагаме, меѓутоа какви ќе бидат подолготрајните последици, ние после тоа ќе ги видиме. Во однос нели на срце, на бели дробови, нели на имунитет, на бубрези, така. Нели сите тие работи на мозочето. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Кој се јавува? Ало, здраво. Здраво. Со кого разговарам? На телефон е Зорица. Зорица, вие добивте педиатриски прирачник, кој што ќе можете да го подигнете во телевизија Телма секој работен ден помеѓу 12 и 15 часот. Дали воедно имате некое прашање за денешните гости? Ви благодарам за подарокот. Да, имам две прашања. Така, повелете. Првото ми е за исхраната, а второто ми е за здравјето. Имам 11-месечно дете, кое што во развојот е нормално, дури малку понапредно кога станува збор за моторика и физички развој. Но прашањето за исхраната ми е следно. Сега, јас како родител малку сум исплашена околу давањето парчиња и сето тоа не ми е јасно како да го започнам. Како детето да си го навикнам да јаде, нели, да не е на кашеста храна. Да не е на кашечки, така. Ете така. А второто прашање ми е на моето дете од веќе неколку недели околу лицето му се појавува црвенила. И сега при разговор со нашиот педијатар можни се неколку работи, но ми кажа дека мисли дека заради тоа што од лигите заби му растат, дека нели тоа е причината. Дека тоа е причината за црвенилото. Но вие сега сте во дилема дали е тоа
вистинската причина или пак нешто друго? Да, дали треба нешто да се испита, пошто Така. крвници ќе му правиме редовно, се е во ред со неговото здравје, фала Богу. Така. Па ме интересира дали треба нешто друго да превземеме, да направиме. Добро, ви благодарам за вашето вклучување и прашањата. Предлагам да го вклучим и следниот гледач, бидејќи почека. Добар ден. Ало, добар ден. Кој ни се јавува? Се јавува една прабаба. А една прабаба, баш ми е драго. Докторите што се сетиле да напишат еден ваков прирачник за младите мајки. Така, ќе добиете вие еден на подарок еден ваков прирачник. Бидејќи сум прабаба на малечка која што се роди 2450 и сакам еден прирачник да и подарам. Така, одлично. Еве ќе можете да го подарите на вашата правнука, ќе поминете во Телма секој работен ден помеѓу 12 и 15 часот да си го подигнете. А имате ли некое прашање? Не, само ги поздравувам докторите, посебно докторот го имам носено внукот, кој што беше многу мал тогаш, еднаш кај него и бев многу задоволна. Не јадеше, а сега па му бранеме да јаде тога порасна. Да, се случува тоа често. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да дадете најнапред одговора. Имам уште двајца гледачи да добив знак. Поведување на покрупна храна. Значи сето тоа оди постепено. Значи прво ние нели блендираме, па понатаму ние советуваме да биде нели скувано, па да се мече со пасирано, ама со вилушка, да биде нели како некако пасирано во тоа што е во миксерот, него и постепено значи се дават дали корче од лепче, дали бисквитче, значи полека се оди кон покрупничка храна. Значи не може веднаш и сега секој дете не е исто. Нели треба полека да се внимава, значи на него и кога јаде да е до него некој, нели мајката, најдобро е мајката или некој што го гледа да биде до него кога ги јаде тие подсврсти храни. Значи кога се хранат потребно е да се внимава. Сега на пример зависи за каква крупна храна, нели цврста помека, зависи, станува збор. Например, да не доаѓа во обзир овие што се кикирики, лишници, бадеми, тоа никако до трета година, никако. Значи, сега дали се работи значи, за лепче или за месо, месото тешко дека ќе го, значи како крупни парчиња, месото сепак можеби треба да биде ќе го шмука повеќе, нема да го голтне, меѓутоа овошјето и зеленчукот секако дека можеби може мало парченце, јаболче и така натаму. Докторке, што велите за baby led weaning, за онај начин искрен од самиот старт со парчиња храна? Значи тоа го читам, го слушам. Значи во нашите доктринарни ставови тоа не постои. Не постои. Значи ние имаме согласувате тука и двајца. Па не, ние видете како ние како лекари, како професионалци не можеме да влегуваме во тие приказки. Ние имаме протоколи кои што ги дава Светска здравствена организација, кои што ги дава Европската асоциација за гастроентерологија, за доење, за исхрана, така да све ова што го зборуваме и пишуваме, значи се е потврдено од Европа, од светски стандарди и така натаму. Читаме, значи пратиме сето тоа, меѓутоа тоа се уште нема оправдување во нашите стручни кругови. Така да ние мора да се држиме. Сега нашите лични мислења какви се, нели сепак би ги оставиле за себе. Да, сепак ние мора да се раководиме спрема нешто што е во светот, во рамките на тие протоколи. Што ми беше зборот? Однос на црвенилото. Ако се појавува црвенило околу устето, значи прво би предложила да при исхрана или при допир, нели прво со некаква храна, дали е со кравио млеко, дали е со сиренце, дали е кашкавал, дали е мевце, дали е било што, да примети родителот, мајката да примети дали од некоја одредена храна се зацрвенува. Да. Второ, значи дали можеби блјуцка па нешто останува, нели, како екцемче. Сето и тоа треба да се види дали обично црвенило, дали е како екцемче, нели, да се види дали можеби и се работи за некоја алергија на храна. Сега што спомна на алергија на липа? Не, колку што разбрав од тоа што растеле запчињата, па се лигави. Па ако се лигави може, тоа се прави ги ние, ако нели се црнираат нешто, тогаш исто останува трага, нели тоа се брише па со убави кремчиња и така натаму. Значи сепак треба да забележи дали евентуално се јавува после допир со некоја храна, обично тие што имаат алергија на пример на млеко,
придавање на кисело млекце или на обично млеко, само вака направите им, ќе видите одма ќе се зацрвенат. Значи, ако не прави така, не се работи за алергија. А ако му течат лигички, значи тоа ќе си брише, ќе си става кремчиња и тоа е. И ќе се смири со текот на време. И ќе помине, така, ќе се некогаш надмине. малите проблеми за родителите изгледат големи како планина. Сериозни се, И многу е убаво кога може да се консултираат со стручно лице, сега конкретно и во емисијата, да добијат и второ мислење покрај мислењето на матичниот да се педијатар. дефинираат, значи дали е загрижувачки или не е загрижувачки, да бидат смирени. Ако не, нели постепено има тука и креми и нели за одмивање, има така натаму, така може да се среди. Дадеме, докторке, предност на гледачите, имаме да. ние предвиден концепт за денеска, но еве има прилично голем интерес од страна на родителите, но и на бабите, како што можевме да видиме, дури и прабабите. Да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Моето е кратко прашање. Прво да ги поздравам гостите, докторката. Мајка сум на 2 деца. Значи, едното ми е 12 годишна керка, второто е бебен с 11 месеци. И баш токму поврзано прашањето со ова, со кекичката дадов кравје млеко на 6 месечна возраст и ми појави алергиска реакција имаше. Сега со второто, со ово бебенце 11 месеци, сме исклучиво на адаптирано млеко. Значи, почитувам совети од лекар, прирачници, баш ме криво што веќе немате, нели, да ми подарите. Сакам да прашам кога да почнам со кравје млеко. Јас воведов јогурт, кисело млекце. Меѓутоа, сакам да знам кога да пристанеме со адаптирано млеко со формула и да почнеме постепено да воведуваме кравје млеко. Од која возраст? Така, добро, ви благодарам за прашањето, да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум баба на 6-месечно бебе. Така. Нашето бебе е со кравјо млекце. Значи, почнаме кравјо млекце сега да му даваме. Ама нешто многу тешко ми кака. Значи, стварно многу тешко. Тврдо кака. И стварно не знаеме што е проблем. Така, еве ќе добиете одговор од докторите кои што се во студиото на Телма. Ви благодарам за вклучувањето, повелете. Значи, воведувањето на кравјо млеко, значи најдобро е после годината. Ако веќе нели не му прија, да речеме, можете со адаптирана формула да продолжите, како што кажав, и до 3 годишна возраст, затоа што има и тројка. Значи, нели, кецот е до 6 месеци, двојката е до година дена и понатака има тројка. Меѓутоа, доколку нели сепак финансиски е тоа оптеретување, можете веќе и да почнете, значи 11-12 месеци веќе може да се почне. Почнете на пример со половинско, значи малку пола вода, пола млеко, барем неколку оброци или недела, 2 и понатака веќе можете. Меѓутоа, мојата препорака е ако веќе значи се употребува кравјо млеко, значи да земете од свежото, не овие што се со конзерванси, а него свежо млеко и тие да си го сварите. И така, значи сварено да си се стави во фрижидер и да се испие, да речеме сега колку пие. Значи најдобро е во таа возраст да пие до 500 милилитри на ден. Дали како ќе ги испие, како 2 оброка, понатака може да ги ставате во кашички, може и да се почне со кашичките, со млеко, со млечните каши. Така да во вашиот сега не значи ако едното дете имало алергија, дека може би и другото, да. Али може предпазливо, значи полека, ете прво со допирање значи околу устата, така ќе видите дали оно ќе изреагира или не. А за второто бебенце, значи слушавте дека кравјото млеко, да, оно ќе го пие. Ќе има последици, не е само ова што значи има запек, значи тоа е нормално и очекувано, затоа што ви кажав, тоа млеко е сосема со различен состав од мајчиното млеко. Какви други проблеми? Анемија ќе се јави? Анемија обавезно. Ќе се направи можеби некаква си хипопротеинемија, оно ќе почне да личи како збумбарено, како буцкасто, меѓутоа ќе нема имунитет. Ќе почнат сега со респираторни инфекции, ќе почнат алергии. Значи многу има последици. Значи затоа реков, да, они ќе пораснат. Значи тука не правиме муабет. Така, но тоа не е добро за нивното здравје. Меѓутоа има последици комплетно на цел организам, па понатака треба и мокрача, како што реков, урина да се проверува, значи не знаете како ќе и во кој правец како ќе влие, така? Да. Што советувате, да се префрлат на адаптирана формула, особено ако има ваков проблем со празнење на цревот? Значи убаво е да биде на адаптирано, меѓутоа сега дали ќе го прифати е тешко, затоа што сите адаптирани формули се со железо.
дополнение, баш заради таа анемија која што нели се јавува ако не е на мајчино млеко. Така да многу млеко и исто пиење доведува до анемија, затоа и постепено викаме од 17-та недела, практички од 4,5 до 6 месеци покрај тоа доење млеко, пиење и така натаму да се додаде и дополнителна исхрана. Значи да започнеме со кашички, постепено, не мора таа да е оброк цел, меѓутоа да се почне. Тука имаме нели и глутенската ентеропатија каде што треба некоја житарица да се внесе, постепено да се навикнуваат тие цревни ресички, да не прават алергија. Да се воведе глутен? Порано имаше препораки што подоцна толку подобро, сега е променето. Се менуваат препораките, се менуваат препораките, да. Порано и со мајчино млеко во комбинација. Да, значи комбинација тоа што ви кажувам, значи тоа веќе од 17-та недела, таму доаѓа 4,5 месеци, некаде веќе може. Значи не мора да е цел оброк. Да, значи тоа дали малку и лепче да се гризне. Значи зборувам за мали количини, не мора да се цели оброци. Чисто како да се воведува, да се интродюсува, значи да се запознае организмот со житариците. Да се привикнува. Повлека да се привикнува. Значи док е 6 месец така, тоа значи за да баш нема алергија. Порано беа забранети нели риби, беа забранети билка од јајца, сега значи веќе во 9 месец може и тоа да се дури вика дека треба за да не направи понатаму алергија. Кога билка од јајца рековте? Може и од 9 Може и од 9 месец. Дека порано беше после првата година. Све се менува, сега новите ставови се треба никако, значи не мора викам пак цели оброци, меѓутоа па запознавање помалку колку да се запозна организмот. И со протеинскиот состав конкретно на така да јас не верувам дека ова бебе кој што е веќе на кравје млеко, кој многу е вкусно патем речено. Повкусно адаптирано да, дека ќе го префрлат. Нема да сака да пие. Може да пробаат. Би било убаво сега, како да кажам. Инаку, ако има обстипација, мислам има и тука лекарства, природни пробиотици да се дадат. Значи, така да, може да се подпомогне, али ќе остане како еден хроничен процес, нема да биде, значи не може тоа да го решиме вака проблемот одеднаш, преку ноќ. Да, преку ноќ. Уште двајца гледачи чекаат, некако тешко да се вратиме на предвидениот концепт, ајде да ги вклучиме, да им дадеме предност. Јас ќе ги замолам само кратки и концизни прашања во интерес на времето, да може што повеќе прашања од гледачи, но секако да го обработиме и предвидениот концепт за денеска. Добар ден за првиот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до сите во студиото. Јас сум мајка на 2-годишно дете. Така. Сакам совет од докторите. Значи, детето до година и пол јадеше се, не одбиваше секаква храна, му дававме, дури почна да гритка и лешници и такви работи. Никаков проблем немавме, меѓутоа после и со тргнување во градинка прекина да јаде. Едноставно се сведовме први на 3 оброци, да сега стигнеме само до еден оброк што го повторуваме секојдневно. И исто да напоменам дека детето пие уште адаптирано млеко, дека тоа ни е единствена опција да вметнеме бисквити или нешто. Би прашала совет некој од докторите или така. Што да преземете да го решите овој проблем кој што воопшто не е мал и создава, предпоставувам, големи грижи. Да, значи ние пробуваме и на иновативни начини со декорации. Меѓутоа појавува интерес, но во моментов кога ќе сака во уста да стави, ја одбива и тоа многу така со плачење, со викање, воопшто не ќе ни да проба некој нов вкус. Добро, ви благодарам за прашањето кој што го поставивте во денешната емисија во магазинот за родителство 0+ месеци. Да го слушнем и следниот гледач со прашање. Добар ден. Добар ден. Еве уште една можност за гледачот да се вклучи и да ни го каже своето прашање, односно дилемата која што има на темата на која што зборуваме, детско здравје, односно здравје на бебето. Добар ден. Не може се вклучи, предпоставам дека ќе успее подоцна. Кој ќе одговори? Доктор Ангелчев. Да, нема никој проблем. Значи, всушност треба да разбереме дека ниту едно дете не е останало гладно, нити ова нема да остане гладно. Ја разбираме загриженоста на родителите затоа зашто во стартот сигурно пројавило некој апетит каде што имало и одреден недостаток, нормално на одредени хранителни состојки кои му се потребни организмот да расте и се развива.
Како понатаму, нели, освен тоа што секако дека треба да му се приушти онаа храна, детето е се уште, нели, кажа, на адаптирано млеко, тоа најверојатно е толку навикнато како што објасни професорката претходно, дека многу тешко се тие привикнуваат кон нешто друго кое ќе се даде, нели, еве, и да се проба. Секој дека родителите треба да пробаат и со нормално млеко и да се вклучи и поодредена храна која што еве ќе му на него биде нели предизвикувачка, нели вкусна, за да се привикне на таа исхрана. Исто така би предложил да се дадат и одредени суплементи кои што во овој случај ќе му поттикнат, нели, желбата за апетит. Обично тука идеме на мултивитаминските препарати како сирупчиња и така натаму, кои што секако дека ќе му дадат одредена потреба од поголем зголемен внес на хранителни потреби и резерви за да прави самиот организам. Да, секако дека и убедувањето на родителот и готвењето и самото привикнување на детето она да го гледа што секако ќе се храни и така натаму е привикнувањето на вкусот кој што еве и го дискутираме во денешнава емисија. Докторе, дали треба да се одземе некои од млечните оброци, да не му се даде, да речеме, на детето, значи, да не идеме толку ригорозно, млеко, или пак родителите да бидат упорни кога ќе се даде одредена кашичка, да инсистираат да се изеде, да не прават компромис. Пошто станува збор за така поодредена, поголема возраст на дете, каде што детето сигурно нема да остане, нели, гладно во овој случај, родителите треба тука внимателно, нели, не треба толку ригорозно, но со тек на време да му се, нели, поднамалува, не да се тотално исклучи одредена храна, но му се поднамали, поготово кога станува збор за млеко, кое што ете објаснивме, нели, во самиот старт и професорката беше прецизна и децидна дека навистина се случуваат одредени недостатоци несакани кои што може да се предизвика ако не се внесуваат и другите храни. Да го слушнеме следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторите. Благодарам. Сакам да прашам за 7-неделно бебенце. Добро. На адаптирано и на мајчино млеко, значи комбинирано, но има столица на секој 5-ти ден. Дали е тоа загрижувачки? Столицата е кашеста, сем боја, меѓутоа не е честа. На почеток беше само на адаптирано млеко и тогаш имаше секојдневни столици тврди, а сега е на 5-ти ден. На секој 5-ти ден, добро. Ова е уште едно прашање кое што создава големи грижи кај родителите кога не ги празни бебето секојдневно цревата, а претходно го правело тоа. Значи вака, бебињата, како и нас, значи ние сите, сето тоа е во динамика. Никогаш не е исто, секогаш е променливо. Значи тогаш имало такви какушки, сега иде вака, сето тоа е нормално. Значи не се секирајте, и до 10 дена, значи е нормално и да нема столица, нема никаков проблем. 10 дена е горната граница? Горната граница, каде што тогаш веќе можеме нешто, нели, да, или да дадеме преку уста, а кај него нема да дадеме пошто е малецко, тогаш може со некои супозитори, меѓутоа ако излегува на 5 дена, тоа е доволно. Нема потреба, едноставно ако треба важно бебето да напредува. Ако детето напредува, значи од 0 до 3 месечна возраст, значи најдобро е да напредува околу 800 грама до кило. Значи, сето тоа, значи тоа му доаѓа околу 25 до 30 грама на ден. Ако имате вага, значи порано нели зимавме ваги кога беа бебињата за дома, сега ги носат нели по ординациите и така натаму. Има некои кои што купуваат и сега. Да, значи дома може да се го мери. Ете така, значи може да се мери, едноставно дури така може и подојот да се мери. Значи облечено како што е, значи пред подојот и после подојот и вие одма ќе знаете колку милилитри испило бебенцето. Така да, значи важно е да напредува. Важно е да има столица, нека биде и на 5 дена, значи не е никаков проблем. Важно е да напредува, да си биде убаво, здраво бебенцето, така да тоа сето спаѓа во нормално. Менуваат бебињата. Значи менуваат и кога спијат, нели, и времето на спиење, и времето на плачење, па после добиваат и грчеви, нели, па и тоа се менува, па и столиците, значи многу е тоа променлива, нели, категорија, да речам, со бебињата, така да, затоа и се обрнавме ние на таа возраст, затоа што навистина има многу недоумици, не се тоа може би проблеми, него се исплашува мајката и тука прашува, нели, кого све треба да праша и сите ќе кажат различно, и тебе ти е хаос у главата и си нервозна, пошто, нели, нон-стоп тоа, и така да тоа се одразува на бебето, бебето е нервозно и сето тоа е еден зачаран круг.
така да нема потреба од грижа и на 5-ти ден е доволно, после пак ќе смени, така да релаксирајте се. Уште едно прашање од гледача, веднаш потоа, докторе, продолжуваме со затнатото носе кај бебињата и тука има многу дилеми, кои што се однесуваат на начинот на кој што треба да се одзапне носето кај бебето и е многу стресно за повеќето родители. Ајде да го слушнеме следното прашање од гледач. Добар ден. Повелете. Дали сум вклучена во програмата? Да, ве слушаме во програма, сте, повелете. Поздрав до докторите и една баба се јавува, пошто керка ми е во Шведска таму и ми интересира, бебе имаме 7 месеци, 7 месец. Ама исипано е тука кај лице на обравчињата. Не знам што може, а пие ова млеко, мислам, во аптеките го купува. Така, адаптирано млеко, но има некаков исип црвенило на лицето. Предпоставувам дека може да е екзем, докторке, но не може вака. Да. Ви благодарам за вклучувањето. Би можело ли да е екземова? Може секако и екзем, може и алергија, може се да биде, може се зависи од негата и од хигиената, нели, од генетската конституција. Значи тука има неколку подлога ако има детето таква со генетика за алергија. Меѓутоа треба да има и во Шведска лекари, веројатно го носат да кажам да е за една контрола и мислење. Така, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа се враќаме во студиото на Тилма, ќе зборуваме за затнатото носе кај бебето и акутните респираторни инфекции, односно настинките во дојнечка возраст. Со професор доктор Татјана Јагелска, педијатар, и магистар доктор Ангел Чандоновски, исто така педијатар, денеска во магазинот за родителство 0+ месеци зборуваме за исхраната и здравјето на бебињата. Докторе, се случува бебето да има заднат нос, да не може да диша, притоа е нервозно, плачливо. Кои се најчестите причини што доведуваат до овој проблем? Мора ли да биде вирусна инфекција или пак понекогаш и сувиот воздух во просторијата во која што живее, престојува бебето, може да доведе до вакво едно Апсолутно дека тоа е еден, да го наречам, една траума, еден баук за родителите, кога детето не може да диши, се создава паника. Не може да дише, носето е затнато и така натаму. Тука обично настануваат оние проблеми првично дома, па после ајде да трчаме кај педијатарот за да не види и така натаму и така натаму. Да, мислам причините се мноштвени во врска со тоа какво носето, значи тоа може да биде и од самата сувост на воздухот, зависно како се дома, дали грееме или ладиме и така натаму, дали се тоа фен кулер, дали е тоа клима уре, дали е тоа парно. Задолжително, како препорака и ви самиот педијатриски прирачник во себе ги содржи токму овие се работи кои што денеска ги разговара. Тоа е она првата помош што треба да се направи ако на едно детенце му се затне нос. Нормално дека педијатарот сето тоа ќе го види, но како родителот сето тоа да го види. Доколку е сувоста на носето само прашање, тука можеме да идеме со буквално користење на оние разблажување на носето, односно разводнување на носето, кога носето можеме да го прочистиме со една обичен аквамарис или со нешто што е физиолошки раствор, некоја си водичка која што нели во себе содржи морска вода и така натаму, па до се она што на некој начин или ако има потреба да се внатре, нели малку е погрешно, некој пат родителите го разбираат, тоа треба да биде будно под капата на педијатарот, на лекарот, дали внатре во самите капки да се стави кортикопрепарат или да се стави антибиотик. Тоа е веќе некоја друга тема. Да, тогаш ние пристапуваме кон неколку третмани кои што секој дека и родителите ги знаат дека носето постојано треба се прави тоалета на носе, да носето биде постојано чисто. Затоа што знаеме дека првично дали е зависно нели кој ќе почнат и носето и запчињата да растат и така натаму, имаме многу позголемена секреција и многу подобра подлога за развивање на бактериози и вирози. Секој дека вирусите, нели она честото прашање дали треба бебето да се дава од едни раце во други или да имаме гости кои што ќе го играат дете, секој на себе си носи одредена вирус, нели ние сме суштества кои што во себе презистираат и вируси и бактерии, така да и тој контакт некој пат може да допринесе до потенцирање на тој кревок имунолошки систем да му се наметне некакво си заболување. Да,
обично треба родител да ги следи, ги препознава знаците на тоа запушено носе. Дали е тоа максимално запушено, детето не почне да не може баш нормално да диши, дали ја активира мускулатурата абдоминална или ги гледаме интеркосталните мускули да вовлекува и така натаму. Сето тоа не води кон правец да што побрзо го однесеме детенцето нели да се јави на лекар. Можам да кажам дека она појава на постојано нели течење од носето, појава на горилки нели на околу очињата, за црвените очи, секако не наведува дека тоа дете има потреба од стручна помош. Докторе, бебињата се спротивставуваат на чистењето на носето, силно плачат, даваат отпор. За родителите тоа е исклучително стресна постапка. Така, потребно е да се наоружаат со големо трпение за да го изведат чистењето на носето. Треба ли по секоја цена да се исчисти кога е затнато носето? Може ли да настанат некакви компликации доколку останат мрсолчиња во носот? Вака сега, значи да знаете дека детето секој ќе ги исфрли мрсолчињата, дали преку блјуцкање и повраќање или ќе настане нели течење на носот и така натаму, секој дека ќе дојде до одредено чистење, но проблемот е доколку во самото тоа носе перзистира некој си вирус или бактерија. Таа продолжува да иде надолу, значи има еден десцендентен пат кој што може подоцна да резултира со одредено воспаление дали на грлото или на белите дробови. Она што можам да го кажам, верувајте дека бебињата не памтат дека нели им се прави некаква си нели баш траума во тој момент, тие него помнат сето тоа дека нивното носе се чисти. Затоа и родителите треба да се поупорни и да му го исчистат носето на детето. Обично нели еве ќе трнам од нели себе како родител дека сме имале оној случај на борба да јас го држам мајката да аспирира или пак обратно. Секој дека кога има потреба се плашат да не го повредат, не може да настане честите прашања, затоа викам сме ги дури објасниле тие најделикатните прашања дека со аспирирање на нос не може да му направите никаков проблем на детето или да му направите нели проблем на бели дробови, да му изаспирирате воздух и така натаму и така натаму. Така да сметам дека одговорите ќе ги имаат нели во тој момент кога ќе го погледнат она што е во прирачникот, во самиот педиатриски прирачник, и нормално во консултација со својот матичен педијатар. И моето последно прашање за денес, иако да би знак дека тука треба да завршам, кога бебето ќе качи температура. Ај мало, доенч, родителите треба самите да ја симнат температурата или во овој случај се бара веднаш педиатриска Вака, да не би комплицирали да одиме нели во понатамошни објаснувања, секој дека е потребно да биде направена и лабораторија и така натаму, да видиме дали има некој си казус, некој си причинител или внатре во семејството, да едно од децата од братчето сите болни или мајката, таткото или бабата и дедото или во градинка кој е носено има, значи некој си како да кажеме момент кој што ќе ни даде да се посомневам дека детето е баш настинато. Вообично кој ќе дојде во обичаена температура, ние тогаш гледаме да ги примениме сите оние можни работи кои што ни се при рак. Првично е разладување на детето, односно почесто капење на детето, каде што нели нормално не со ладна вода, со млака вода, да му направиме разладување. Исто така фрикцијата или по она масажата со алкохол 70%, тоа ни е вообичаено нешто што прво го пишуваме ние како амбулантски педијатри, нели разладување, фрикција со алкохол 70% и така натаму, до оној момент до кога веќе ке температурата презистира повеќе време и не доаѓа, даваме антипиретици и кога ќе веќе видиме и ги исцрпиме сите оние можни алатки на некој начин да ги кажам, каде што ни се како прва помош за таа фебрилност, тогаш треба да пристапиме кон понатамошните работи кои што ги наведов на самиот старт. Тоа е примената на лабораториските исследувања и нормално идење кај матичниот педијатар. Остана многу прашања неодговорени, но дел од нив оние кои што ќе го обезбедат, ќе го набават педиатрискиот прирачник, ќе добијат одговори таму, но секако оставаме простор и повторно да гостувате во оваа емисија, кога поопширно ќе проговориме за некои други аспекти поврзани со детското здравје. Ви благодарам што бевте во студиото на Телма. Ви благодарам прво што не поканивте на првиот ден од пролета, за да и ние започнеме и да ги дадеме првичните совети на она се што не очекува во подоцежниот период. Секако дека на ваша покана ќе бидеме и гости и ќе ги објасниме и другите теми во секој време. Ви благодарам. Секако.
Ви им благодарам и на гледачите кои што не следеа денеска со внимание. Тука го заокружуваме денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Се гледаме секој работен ден во 12:45 во рамки на Телма амбуланта од вторник до петок, а во понеделниците заедно учиме за детското здравје. До гледање.